Сијасток. Денеска правиме унгарски паприкаш со пилешко. Ова е еден кремаст паприкаш со павлака и омиленото јадење за сите унгарци. Ке правиме и домашни тестенини за да добиеме вистинската унгарска комбинација. Ајде да почнеме. Денес овој рецепт го подготвувам со свежо пилешко од Перутнина Птуј. Бренд со повеќе од 100 години традиција и еден од водечките во регионот. Искрено, кога готвам со свежо месо, разликата е стварно се осеќа. Вкусот е многу поприроден, а и самата подготовка оди полесно. Ова е од нивните Натур и Натур премиум линии, кои се фокусирани на природен квалитет и баш одговарат за вакви домашни рецепти. Едноставна, вкусна храна за дома, што можеш да ја споделиш со фамилија. Ги измив месото и сега одвојам горните од долните батаци. Леле колку убаво, гледајте, многу свежа. Значи од ова најубаво јадење ќе испадне. Пуштам малце зејтин. Првин ќе пржиме месото. Значи најубавото паприкаш само од батаци се прави. Од пилешки гради, пилешки, како се викате? Филе. Не може да се направи убав паприкаш. Затоа што треба коските ни требаат и треба и кожата на животно. Зејтинот е спремен. Ставиме месото внатре. Во меѓувреме ќе исецкам еден кромит. Ситни коцки. Да, има убава боичка. Ајде, од другата страна. И една зелена пиперка ќе исецкам. Исто на помали коцки, како што е кромидот. Кога е месото готово, ќе ставиме и ќе пржиме пиперката со кромидот. Ова убавото кожичка дава убав вкус на јадењето. Кога има ваква убава боја, ги вадиме батачињата, ги тргнеме на страна и сега може да ставаме кромидот со пиперката во истото тенџере. Не знаете колку убав мириса има. Сега веќе од месото маса и кромит со пиперка. Ова што малце не изгори, ама ова што е долниот дел како кафеава боја, тоа ни треба. Значи не се плашите, тоа воопшто не е лошо. И сол ќе ставам, една пола лажица, сега за сега. Сега ќе земам 4 лукчиња и ги исецкам исто во ситни коцки, ситни парчиња. Паприкаш. Паприкаш во Унгарија е многу популарно нешто. Нема недела кога не јадеме паприкаш. Кога правиме паприкаш со пилешко, обавезно и ставиме павлака внатре, на крај. Ќе ставам и еден домат за вкус, затоа што домат нели дава по-киселко вкус. Јас сакам цело време да извадам љушпата. Како го викате ова? Љупалка? Љупалка. И доматот го исецкам на помали коцки. Сега имам малку време, ќе исецкам и макдоносот. Сега е готово. Кромидот веќе има убава златна боја. Првин лукчето, па макдоносот и доматот. Доматот одма почува да распаѓа. Тоа е супер. Не сакаме парчиња. Пред да ставам црвена пиперка, ќе извадам од оганот, за да не се изгори. И ставам околу 2-3 убава голема лажица црвена пиперка. Ова многу убава боја има. Ке ставам, јас многу сакам да користам доматен пире. Една голема лажица. Мешај, мешај, мешај. Назад. И сега многу внимаваме да не се изгори пиперката. Само малце пржиме, неколку секунди само. И додавам вода. Толку сега за сега, кога ќе ги вратам батачиња, после ќе ставиме уште малку вода. Веќе знаете дека во унгарска кујна многу сакаме да користиме ким. Ова е, не знам, 2 вакви ќе ставам, малку. И толку зачини, нема друго нешто, а уствари може бипер. И уште сол ќе ставам пред да вратам батачињата. Месото назад. И сокот од месото
И оставам на висока температура, средна висока уствари. Покриваме со капачето и чекаме месото да се умекне. Додека месото не умекне, правиме тестенините. 500 грама брашно, 2 јајца, 1 лажица сол, мешај, мешај, мешај. Значи вода малку по малку, да не биде премногу. Текстурата сакаме да биде погусто, нешто вакво. Не како палачинка, значи погусто од палачинка тесто. Океј, сега чекаме водата да се зоврие, уште малку. И тестенините ќе ги правиме со ова нешто што ми е од Унгарија. Ако не можете да најдете тука, не знам дали има тука во Македонија, ова ми е 100 години стара од баба ми уште. Јас имам правено вакви тестенини со ренда. Ајде, може сега да почнеме. Значи ставаме тестото чекор по чекор и вака со лопатката буткаме тестата, смесата, неколку минути, буквално кога исплива догоре и следе со цеделка ги вадиме. Во меѓувреме пилешкото мириса многу убаво. Ете, ова е последната тура. Ајде да видиме до кај сме. Многу убав сос имаме. За овој сос да биде вакво убаво густо, ни треба коските и кожата. Сега ќе направам брашно, ќе мешам брашно со павлака и ќе ставиме внатре во паприкаш. Имам 1 лажица брашно и околу 2 големи лажици павлака. Мешај, мешај, мешај. И сега ќе земам од сосот да ставам тука. Само 2 лажички, не многу. Мешај, мешај, мешај. И внатре во паприкашот. Бавно мешам, за да не растурам месото. Кога ставиме веќе павлаката, многу побрзо може да се запече од оздола, така да внимавајте, и малце ќе намалам температурата. Ги земаме тестенините и сервираме. Значи, кога павлаката е ставено, уште 5 минути максимум и јадењето е спремно. Ставам малку од нашите омилени тестенини. Овие уствари ги има во Германија и во Австрија, таму ги викат шпецле. Не знам точно како ги прават, малце поразлична форма има. Сега дојде прашање, горниот дел или долниот дел, што сакате? Што сакате поише? И обавезно од сосот ќе ставам. Ние во Унгарија, туршија, обавезно сервираме со ова јадење. Леле, едва чекам да пробам. Поседно со свежо месо. Значи, вистина има голема разлика кога готвиме со свежо месо и квалитетно месо. Вкусот е различен, одма осеќа разликата. Фала што ми гледавте видеото, се надевам дека ви се допадна јадењето и ќе направите дома. Се гледаме во наредно видео. Чао!